Неодамнешните случувања на далечниот исток и тензиите меѓу Кина и Тајван го доведоа светот на работ на уште една војна што може да предизвика глобална главоболка. Тоа што како анализа го прават и во последниве денови светските медиуми е дека не само Кина, туку и како Тајван економски ја држи Кина во рака и ги објавуваат економските причини поради кои што Кина не се осмелува да го нападне Тајван. Ова утро не само за овие последни разврски околу Кина и Тајван, секако и за последните случувања на руско-украинската криза или на овој терен, секако и последните случувања како се тоа влијае кај нас. Правиме анализа во Македонија наутро, заедно со аналитичарот и политиколог Благојче Атанасовски. Благојче, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, благодарам на поканата. Некако секојдневно се случуваат во светски рамки глобално нови работи, нови информации кои што ја плашат светската популација. Последни беа случувањата со Кина и со Тајван. Нормално ќе ги прокоментираме и потоа ќе дојдеме и на домашен терен како сето тоа околу оваа геополитика би се одразило кај нас и на регионот. Ајде прво да почнеме со тоа што последно како тензии се случуваше на истокот од светот. Дефинитивно би било огромна катастрофа за целото човештво, за граѓаните на Тајван, ако се случи, да речеме, воено пенетрирање или воена окупација на островот Тајван од страна на кинеската држава, од проста причина што ќе се влезе во директен воен судир меѓу тајванскиот народ или, да речеме, тајванското политичко раководство со кинеското, но уште пострашно може да дојде до директен воен судир на американска воена администрација која е стационирана во Јужното Кинеско море со кинеската воена борбена моќ. Од друга страна, многумина аналитичари пред се, кога прават анализа за евентуалниот воен судир на Кина со Тајван, прават анализа како тоа би влијаело врз целокупната геополитичка економија. Читаме и знаеме дека Тајван е така наречено мало светско чудо, бидејќи тоа е мал остров, но е светско чудо бидејќи произведува 20% од потребите на микрочиповите за високотехнолошката индустрија во светот и гледаме со кои све бројки се оперира врз база на тоа доколку дојде до воена ескалација и воени судири на Кина со Тајван, како човештвото едно 10-15 години во својот технолошки развој би се вратило наназад. Значи говориме тука за бројки од билиони и билиарди кои дефинитивно ќе имаат удел во целокупната светска економија, но најмногу во развиените земји САД, Европската унија, пред се во прв план тука Кина, бидејќи е прв непосреден сосед на Тајван, но исто така нормално ќе има влијание и врз Балканскиот полуостров, бидејќи Кина знаеме дека е исто така држава која има навлезено сериозно со своји инвестиции во балканските земји. Дефинитивно, човештвото, според мене, не заслужува, не само што не заслужува, туку би било катастрофа визави актуелната војна во Украина која се води, односно руската војна агресија во Украина која не е завршена и која гледаме какви последици остави врз економијата со таа инфлаторна скала, покачување на цените на малопродажбата буквално во сите светски земји. Не постои земја во светот која не е погодена директно од случувањата во Украина. Сакам да кажам, би било катастрофално за целото човештво и од економски аспект, но и од психолошки аспект, бидејќи дефинитивно ние не сме навикнати на отварање на вакви воени жаришта, како што е примерот на војната во Украина, сега да има војна во Тајван, бидејќи тоа може да биде вовед во еден поширок размер на воен судир на најголемите воени сили, тука алудирам на САД, Кина и Русија, кои дефинитивно некои тоа го нарекуваат вовед во Трета светска војна или војување кое сметавме дека заврши со завршувањето на Втората светска војна, но не можеме ние да предвидиме и дефинитивно да кажеме дали овие случувања последни околу островот Тајван и теснецот во Јужното Кинеско море дефинитивно ќе завршат вака за добробит на сите, како една, да речеме, политичка криза, или тоа би ескалирало и Кинеската комунистичка партија и кинескиот претседател и целото државно раководство на Кина ќе донесат одлука за воена инвазија на Тајван, бидејќи тие дефинитивно во својата доктрина го сметаат Тајван за составен дел на Кина и тоа повторно го цело време повторуваат. Исто така и кинескиот претседател Си Џинпинг вели дека мисија на неговото председателствување со Кина е да го обедини реунификација да направи на Тајван со
континентална Кина, бидејќи историјата е позната. Тајван дефинитивно е дел од Кина, каде што после Втората светска војна и граѓанската војна во Кина е еден вид остров кој е демократски по уредување, но на Тајван живеат, да речеме, кинези кои се под раководство на тие сили кои во кинеската граѓанска војна по завршувањето на Втората светска војна ја загубиле таа војна и потоа станале дел од сферата на влијание на САД. Тука дефинитивно мислам дека најголем улога има таа геополитичка игра, бидејќи Тајван е многу клучен остров за геополитичките интереси и сфера на влијание на САД во тој дел од Индо-Пацификот. Каква порака упати посетата на Пелоси? По 25 години висок американски политичар го посети Тајван. Неизвестно беше до последен момент, дури чинам дека и самиот лет го следеа над 1 милион луѓе во моментот, нели, правецот на кој што се движи авионот. Каква порака беше упатена со посетата на Пелоси на Тајван и подготвени ли беа Тајван и Соединетите американски држави на одговорот од Кина околу воените вежби кои што се спроведуваат се уште околу островот? Тоа е еден вид, да речеме, политичко мерење на силите меѓу САД и Кина, според мене, ако ме прашате. Ја не велам дека високата американска државна функционерка Ненси Пелоси нема право, нормално има право да го посети Тајван, но од друга страна гледаме каква моќ зазема Кина во последните децени, воена, политичка и економски. Мислам дека доколку има можност да се воздржат, да речеме, од поднаводници еден таков тип на провокации, американците може да ги избегнат тие посети од причина да не дадат повод и причина на таков вид на реакција од страна на кинескиот претседател или кинеското државно раководство, бидејќи гледаме дека и покрај тоа што многумина не веруваат дека во Украина ќе се изврши инвазија од страна на официјалната руска армија под команда на претседателот на Русија Владимир Путин, врз база на тоа што на Украина се ветуваше членство во НАТО и во Европската унија, на крајот тоа се случи и заврши за мене катастрофално, нормално за украинскиот народ, граѓани, но и за целото човештво и целиот цивилизиран свет кој не може да поверува дека во 21. век се случува таква воена агресија. Сакам да кажам, едноставно американските представници треба да се воздржат од еден вид на провокација кон Кина, бидејќи тоа станува збор за една диктатура. Кинеската комунистичка партија знаеме како е структурирана, по кои принципи. Дефинитивно одлуката за воена агресија врз Тајван ќе биде одлука на еден човек, а тој е кинескиот претседател Си Џинпинг. Тој сигурно има листа на советници, но дефинитивно се концентрира таа одлука во моќта на неговото одлучување, бидејќи знаеме дека во западноевропските уредени земји имате вие демократски контролни механизми за одлука за напад, но Русија и Кина се авторитарни, тоталитарни држави кои дефинитивно зависат од волјата на нивните претседатели. Затоа велам дека американците мора подипломатски, потактички да се однесуваат во однос на комуникацијата со Тајван. Дефинитивно имаат присуство воено, знаеме дека имаат во теснецот околу Јужното Кинеско море, бидејќи Тајван се наоѓа многу близу копнено до Кина, но мислам дека во иднина не треба да ние гледаме некои политички или воени маневри со кои ќе може да се дорадикализира ситуацијата и психолошки светот да биде насочен да очекува, не дај Боже, преминување на Рубикон и воена агресија на Кина врз Тајван. Пак ќе напоменам дека тоа би било дефинитивно тотална катастрофа за човештвото визави воената агресија во Украина, која дефинитивно и понатаму ќе трае. Така, ако ги погледнеме бројките, се говори на тоа дека кинеската армија во секој поглед е навистина побројна. Ќе го земам само како податок бројот на активни војници на 2 милиони. Кинеска армија околу 160.000 беше тајванската. Меѓутоа, за да го заокружиме овој дел од анализата, се согласуваш ли со тоа дека проблем за Кина е што сите овие децени Тајван ја наметна својата економска моќ и влијание, па затоа се уште можеби Кина тактизира околу тоа каде во иднина го гледа овој остров? Веројатно, бидејќи Кина низ годините, особено после падот на комунизмот, кога остана по политичко уредување комунистичка држава, но со пазарно стопанство и пазарна економија, дефинитивно
Кина во овие 30 години има постојано економски раст со кој се создаде така наречената кинеска средна класа. Говориме тука за луѓе кои веќе ги ползуваат удобствата на западниот живот, на одење на одмори, на хранење, на купување на домови, значи еден тип на живот на кој се научени кинезите. Тоа е најголемата нација во светот и доколку раководството на Кина влезе во воена агресија со Тајван, мислам дека тука може и да се прекрши самото кинеско општество, да нема одобрување од причина што ќе следат економски катастрофални последици за кинеското население, кое брои 1 милиарда и 500 милиони, за целокупното, кажав, човештво, но и за нормално тајванското население. Од друга страна, па не знаеме како ќе реагира САД, кои се најголемиот воен и политички сојузник на Тајван, дали тие би реагирале воено или едноставно нема да се вмешаат во тој кинеско-тајвански судир. Тука се прашање на калкулации, но многу пати од САД имаат изјавено дека нема да гледаат од страна доколку Кина воено-агресорски го нападне Тајван, изврши инвазија за да го обедини островот со останатото кинеско копно, така што тука веќе гледаме дека станува збор за дипломатски игри на зборови со кои мислам дека не би калкулирале ниту еден од нив, бидејќи станува збор за многу тежок евентуален воен судир. И ако Кина нели најави дека вчера требаше да завршат војните вежби, но најави дека ќе ги продолжи, да се надеваме на смирување на ситуацијата. Апсолутно сите тоа го очекуваме, мислам. Каде се движи Благојче светот? Од една страна го имаме западниот свет, Европска унија, Соединетите американски држави, Тајван, Јужна Кореја, Јапонија, од друга страна Русија, иницијативата БРИКС. Каде се движи геополитиката во блиска иднина? Твој личен став и твое лично мислење, ќе имаме ли разврска на овие процеси за добробит на човештвото? За добробит, за жал не, бидејќи мислам дека светот влегува во една нова ера. По завршувањето на војната во Украина дефинитивно ќе имаме нов тип на студена војна во светот. Ќе видиме границата порано беше кај Виена и источен Берлин, сега многу мина политички аналитичари велат дека таа граница е поместена многу по на исток, односно Киев ќе биде новата Виена. Не знаеме како ќе се случи и што ќе се случи со Украина како суверена држава, која е најголема држава на европскиот континент по завршување еден ден на војната во Украина, каков ќе биде договорот на зелена маса за политичко, општественото и уставно уредување на Украина. Ќе видиме дали Украина ќе се федерализира на два дела, условно кажано еден прозападен украински дел и еден происточен руски дел, каде што русите ќе имаат номинално своји представници внатре во рамките на Украина. Не можеме со тоа да калкулираме, бидејќи гледаме различен тип на дисонантни изјави од високи руски представници, од поранешниот председател Димитри Медведев, кој смета дека нели Русија е држава која ги призна како независни Народна република Донецк и Луганск. Не знаеме Русија дали ќе сака едноставно да отцепи дел од територијата на Украина. Тоа е све прашање на време како ќе се одвива тоа во иднина, но според ова што го велам и кажувам, дефинитивно човештвото не оди во еден посакуван правец на мир, просперитет и економски развој, подигнување на квалитетот на животниот стандард, туку оди во вакви тешки воени одлуки на председатели на државни раководства кои апсолутно, освен што ќе имаат катастрофални последици по директно по колатералната штета на државата која е воено агресорски нападната, како што е во случајов Украина, по незиното цивилно население, ќе има катастрофални последици по целокупната светска економија и едноставно светот не го очекува добри времиња доколку се продолжи со тој тренд на отворање на нови воени жаришта. Тоа што го спомнавте, иницијативата БРИКС е дефинитивно пандан на економско-политичката и воена западна алијанса и асоциации пред се во прв ред НАТО и Европската унија. Станува збор за земји кои се огромни по површина и по население, кои имаат огромен економски потенцијал и затоа тие меѓусебно соработуваат, а условно кажано сите тие се во некои или исклучително лоши или лоши односи со САД како предводник на Западната алијанса, но гледаме иницијатива и на
некое си поврзување или вклучување на Турција и Саудиска Арабија во БРИКС иницијативата, така што гледаме дека човештвото дефинитивно е поларизирано и се дели на два света. Едниот свет е западно воената политички и економска алијанса, знаеме тука кој често и партиципира, тоа е САД како предводник на таа глобална економска сила, од друга страна тука се мокни земји во прв ред Русија и Кина кои ги предводат земјите како Јужна Африка, па и Индија, ќе ја ставиме тука дека е економски джим кои дефинитивно меѓу себе се вмрежуваат за искористување на своите потенцијали на својата економија, бидејќи како што напоменав станува збор за држави кои имаат огромно многу популација, млада популација пред се, која може да дојде до еден вид на економски раст. Овие држави кои дефинитивно по бруто домашен производ по глава на жител заостануваат многу позади западните земји. Може би приклучувањето на Турција кон БРИКС беше и очекувано со оглед на тоа колку години е во чекалната на Европската унија, но изненадува фактот што досега немавме некоја и официјална реакција од страна на високите европски челници на ова одлука на Турција, или може би јас не најдов на таква информација. Турција е земја која дефинитивно мислам дека заедно со Македонија е држава која на своја кожа има почувствувано непринципиелната политика на Европската унија, бидејќи прво Турција географски не паѓа под Европската унија, но пред 40-50 години Турција има добиено статус на земја кандидат, повеќе од 40 години чека да ги почне преговорите, односно единствената држава после Македонија која толку време чекала за почнување на преговорите со Европската унија. Во овие 20 на години кога лидер на Турција и на турската држава е претседателот Реџеп Тајип Ердоган, дефинитивно односите на Турција со Европската унија не одат во посакуван правец и мислам дека на самата Турција, на политичкото раководство и на турските граѓани им е јасно дека нивниот сон за членство на Турција во Европската унија веќе станува нереализирана приказно, односно не може да веруваат во некои си басни и фантазии. Тука има многу повеќе геополитички причини. Многу аналитичари велат дека невлегувањето на Турција во Европската унија поради големината на турската популација. Турција би била најголема членка, евентуално доколку би постанала членка на Европската унија, тука би имала огромна влијание во институциите, на системот на самата Европска унија, збориме во парламентот кој ќе го пополни со турски представници, па и останатите извршни комисиски тела на самата Европска унија. И од тука тоа што и вие напоменавте, свртувањето на Турција од економски правец кон Европската унија, за која дефинитивно наишла самата Турција како држава на политичка траекторија во ќорсокак, сега нормално е дека Турција ќе си ги побара своите геополитички алтернативни патишта за да може да функционира и понатаму да се развива како држава. Така. Ајде малку и на домашен терен, па ќе се вратиме на руско-украинската криза. Почеток на преговори со Европската унија пред неколку недели по 17 години кандидатски статус. Прв пат на 2 август добивме честитка од претседателот на Бугарија Румен Радев за по повод празникот Илинден. Некако од исток, од нашиот источен сосед, како да се менува речникот, како да барем таков печаток се добива во медиумите во однос на изјавите кои што тамошните челници ги дава, дали тоа е таков печаток сега или пак пред избори можеби нешто ќе се смени. Каков е твојот личен впечаток за македонско-бугарските односи сега и ете дали оваа моја констатација би се сложил со оваа моја констатација дека во изминатиот период некако сме сведоци на помалку провокативни изјави од другата страна. Дефинитивно има спласнување на таа ригидна националистичка политика на која бевме сведоци од страна на официјалните лица на бугарската политичка сцена, кој дефинитивно не доликува на политички изјави на претседател на Бугарија или на држава која е членка на Европската унија, но тоа искрено да ви кажам не ми дава некоја надеж дека во иднина ќе продолжи така, бидејќи јас многу
подробно ги знам македонско-бугарските односи, колку тие се заплеткани и замрсени во целокупноста на односите меѓу нашата држава и Бугарија. Во смисла, не може да поверувам дека доколку во моментов бугарите имаат некоја си поцивилизирани, понормална дипломатска реторика, дека таа и во иднина ќе продолжи да функционира така. Едноставно, премногу се комплексите и фрустрациите во бугарското општество кон така нареченото македонско национално прашање во самиот бугарски политички општествен систем и како тие го поимаат тоа прашање во изминативе, па би рекол повеќе од 100 на кај 150 години практично од создавањето на Бугарија како држава, што во иднина и понатаму тие фрустрации може да експлодираат или да излегуваат на површина, како што се случи во изминативе 2-3 години во нашите севкупни односи од официализирањето на ветото на Софија пред 3 години до моментот додека требаше да тргна таа бугарска блокада преку така наречениот француски предлог. Тоа што мене ме загрижува што во наредниот период, како што напоменавте и вие, после 17 години чекање пред портите на Европската унија, Македонија како земја со статус на земја кандидат за Европската унија треба да ги почне преговорите со самата Европска унија, наместо ние целокупната општествена, административна и институционална енергија да ја насочиме кон реформирање на целокупното општествено живење, сите сфери на општественото живење да ги реформираме, односно да ги исполнуваме тие предвидени копенхашки критериуми со кои ќе се средат состојбите во правосудството, ќе се подигне животниот стандард, ќе се демократизира државата, ќе направиме оптимални и функционални и ефикасни институции на системот. Ние наместо да работиме на средување на тие состојби, ќе се насочиме кон дефинитивно исполнување на барањата на Софија, односно може да заглавиме во слепа улица да се објаснуваме по историската комисија за договарање на чествување заедничко на историски личности, односно промена на учебниците, па тоа да биде условено со исполнување преку одредени рокови. Сакам да кажам дека патот на Македонија во Европската унија за жал не оди по формално правниот пат кој треба да оди преку исполнување на тие копенхашки критериуми, туку дефинитивно патот на официјално Скопје до официјален Брисел ќе биде вија официјална Софија, што мене ме загрижува, но едноставно сурова е меѓународната политика. Европските челници по кој знае кој пат одлучија да прекршат меѓународни правила и норми на поведение во меѓународните политички односи, конкретно со Македонија, и гледаме дека дефинитивно ние да и се повикуваме на некое си меѓународно право, тоа апсолутно нема да смени ништо во реалноста. Ќе видиме од тука па натаму како ќе се одвиваат работите. Дефинитивно тој процес ќе трае со години, никој не може да гарантира колку време ќе помине од официјалниот почеток на преговорите со Европската унија до официјалното полноправно зачленување на Македонија во Европската унија, бидејќи ние сега и покрај тоа што вела дека ги почнавме преговорите, ние сме во процес на скрининг, па треба да се случат уставни измени со кои ќе се вметнат бугарите во уставот, па потоа да се отвори конечно првото поглавје. Тоа се смета дека некаде кон средината или крајот на идната 2023 година ќе се случи. Ќе внимателно ќе следиме како ќе оди тој процес, бидејќи ќе трае со години, ќе се менуваат политички влади и во Бугарија и во Македонија. Ќе видиме новите политички влади, условно кажано, во иднина кои дефинитивно ќе дојдат на власти во Македонија и во Бугарија, бидејќи сме демократски земји каде што гледаме дека има промена на власта. Ќе видиме како ќе се однесуваат во однос на овој процеси, дали може десничарски влади во Софија и во Скопје, кои се многу поемоционални во однос на историско-националните прашања, дали ќе може да го туркаат тој процес напред на полноправно зачленување на Македонија во Европската унија, или може да се докомплицираат состојбите. Тој и од европските челници го кажуваат дури дрско, без некои си дипломатски ракавици. Видовме комесарот за европроширување Оливер Вархеј кој кажа дека доколку не се случат уставните измени кај нас, тоа ќе значи стопирање едноставно туку така на процесот на интеграција на Македонија кон Европската унија. Едноставно условени сме од сите страни, ќе видиме како ќе тера тој процес, но
динамиката која за сега ја гледам, мене не ми дава некоја си оптимистичка волја да верувам дека тоа ќе оди толку така мазно и дека Македонија на брза лента или многу лесно би станала членка на Европската унија. И за крај, бидејќи не остануваат уште 5 минути од анализата, каде е иднината на светот, во авторитарно владење или демократско владење? Кој е твојата после ова се што се случува, некако ете, така ја почнавме анализата, сведоци сме некако на прекројување на геополитиката, ќе видиме што и како ќе се случува во иднина, меѓутоа што можеме од овој аспект на владење да очекуваме? Дефинитивно има земји кои во сршта и во самата суштина на своето историско постоење си се авторитарни земји, односно тип на земји како Русија и на Кина не знаат и не умеат поинаку да функционираат ако немаат авторитарен водич, и тоа самите граѓани си го бараат, што не е ни спорно, доколку културата и менталитетот на живење е таков, но тоа што загрижува во така наречениот западен демократски свет, каде што се поставени контурите на демократијата, каде што имаме институции на системот кои функционираат, гледаме се повеќе и повеќе појава на авторитарни водачи. Тоа почна пред се со изборот на Доналд Трамп за претседател на САД, но гледаме дека неколку пати поред Марин Ле Пен во Франција, една од двете најмокни држави во Европската унија заедно со Германија, е многу близко до освојување на власта. Гледаме авторитарни тенденции во Италија, да не говорам за некои источноевропски земји како што е Унгарија и Полска, така што и во самиот така наречен демократски свет мејнстрим политичките партии се партии кои дефинитивно не го задоволуваат гласачкото тело, и популистите и антиглобалистите, лидерите кои се спротиставуваат на институциите на самата Европска унија и бараат повеќе суверенизам за нивните матични држави, се на моде и се на цена, но ќе видиме во иднина како ќе се одвои тој процес, дали може Европа, односно Европската унија и западноевропските земји да бидат преплавени од таков бран на авторитарни и популистички лидери кои може да освојат власта, и дефинитивно тоа би значило и прекројување на политичкиот систем на самата Европска унија, односно фаќање на друга траекторија, бидејќи Европската унија е проект кој трае, но никој не знае, бидејќи се има свој почеток и крај, никој не знае како Европската унија би се справила доколку ја водат ликови како Доналд Трамп. Благодарам за оваа анализа. Може би остана уште неколку прашања на кои што ни треба одговор, но тука сме да направиме уште една анализа во иднина, во следниот период, бидејќи на дневно ниво имаме навистина нови случувања во светски рамки. Благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата.